Од аудио снимки на хард диск до докази во картонски кутии. Прислушкуваните разговори се претворија во хартија, спакувани во картонски кутии, секоја насловена со името на истрагата што ја носи. Доказите од СЈО беа испратени на адресата на кривичниот суд. Некои не баре беа со иста големина како и случајот по кој се именувани. СЈО вчера поднесе 17 обвиненија. Обвинети се 94 физички и 7 правни лица. Во кутиите, според СЈО, има доволно докази кои може да стават зад решетки: поранешен премиер, бивш вице-премиер, министри, бивш директор на УБК, поранешен шеф на кабинетот на премиерот, политичари, полициски службеници, новинари. Секако, ако дојде до судење и бидат прогласени за виновни. Јас и мојот тим сме цврсто убедени дека со соодветните судски постапки ќе докажеме дека обвинетите ги имаат сторено кривичните дела кои им се ставаат на товар со поднесените обвиненија. Но што истражуваше и што сработи СЈО? Од адресата на специјалните обвинители прв исплови случајот Титаник. Во него се истражуваат серија кривични дела поврзани со криминал за време на изборите. Обвинети се лидерот на ВМРО-ДПМН и неговите блиски соработници. За Титаник СЈО поднесе дури 3 обвиненија, а меѓу обвинетите и Сашо Мијалков. Тој пак е прво обвинет и во случајот наречен тортура, поврзан со апсењето на Љубе Бошковски. Поранешниот премиер Груевски има најмногу 4 обвиненија, а тука зад него веднаш и поранешниот министер за транспорт Милијана Киевски. Заедно се товара за случајот со уривањето на Космос на бизнисменот Цановски. Мијалков се товари во случајот со криминалната набавка на опрема за прислушкување, каде обвинет е и Горан Груевски. Министерот Јанакиевски се товари за случајот Топлик, кој се однесува на продажба на земјиштето кај Сончев град. Случајот Тендери, кој се однесува за доградбата на музеот на ВМРО, единствениот во кој обвинета поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Груевски и Јанкуловска се товарат за сомнителната набавка на луксузниот Мерцедес од 600.000 евра. Случајот символично е насловен како Тенк поради безбедносните аспекти на набавеното возило. Поранеше помошник министер е обвинет за набавката на 300 службени возила во МВР. Нема звучни имиња обвинети во случајот Тарифа, кој се однесува на набавката на софтвер за Елем. Случајот Тифани, обвинета е новинарката Ивона Талеска, која се товари за даношно затајување. Незиниот колега Драган Павлович Латас се товари за случајот Тотал, кој исто така се однесува на даношно затајување. Новинарот Латас се обвинети за случајот Ревник, кој се однесува за нелегална изградба на куќи во Зелениково. Највредно обвинение е она за случајот Траекторија. Се истражуваат сомнежи за криминал при изградба на автопатот Миладиновци Штип и Охрид Кичево. Обвинети се Никола Груевски, Владимир Пешевски и Милијана Киевски. Случајот е тежок цели 150 милиона евра. Цели 17 милиони евра е сумата што според СЈО била злоупотребена во случајот Труст, каде обвинете и собственикот на Трансмет, Сејат Кочан. СЈО одлучи да ги поврзе предметите за Тврдина и Таргет, кои се однесуваа за незаконско прислушкување и за набавка на опрема за прислушкување. Меѓу обвинетите се и Мијалков, Горан Груевски и Јанкуловска. Настрана овие 17 случаи за кои се поднесени обвинение, СЈО продолжува да ги истражува и случаите Табла, кои се однесува за малверзации со основно училиште во Зајас, и за случајот Талер. Вториот предизвика огромно внимание, бидејќи се истражуваат сомнежи за незаконско финансирање на ВМРО-ДПМН. Помеѓу 14 осомничени, освен председателот на партијата Груевски, осомничени се и повеќе функционери, од кои голем дел се членови на извршниот комитет на партијата. За случаите за кои СЈО поднесе обвинение, специјалните обвинители бараат притвор за 18 лица, меѓу нив се и Груевски, Мијалков, Јанкуловска, Протугер, Божиновски, но и координаторот на пратеничката група на ДУИ, Еју Паљими. Доказите на СЈО може би физички тежат стотици килограми, но нивната вистинска тежина во правна смисла ќе се мери на вагата на македонската правда.